Најново издание на регионалните вести, во него ќе гледате. Тетовци денес можат да пијат вода од градскиот водовод, додека во Гостивар продолжува да важи забраната за пиење. На гинеколошко-акушерското оделение во Гостиварската болница лани се родиле 583 бебиња. Православните христијани вечерва ја дочекуваат Стара Нова година, а утре слават Василица. Тетовци денес можат да пијат вода од градскиот водовод. Анализите покажаа дека е безбедна и може да се консумира, откако во изминатите 2 дена беше регистрирано заматување поради обилните врнежи од дожд. Информацијата ја потврдуваат од Центарот за јавно здравје Тетово. Водата во Тетовскиот водовод е безбедна за пиење. Престануваат да важат препораките на Центарот за јавно здравје Тетово да не се консумира поради нејзина заматеност. По направените анализи е констатирано дека е вратена вообичаената матност на водата, дополнително и микробиолошки е исправна, односно нема присуство на бактерии. Може да се користи водата за пиење од водоводната мрежа, безбедна и квалитетна. Резултатите се вратија на оние нормални вредности, така да нема потреба веќе од купување флаширана и од превривање на водата. Последните резултати од заматеноста, од матноста е 0,4, односно до 0,5 НТУ, што значи дека вратени се вредностите на оние просечни вредности на бистрата шарпланинска вода за градот Тетово. Обилните врнежи од дожд на Шарпланина во извориштата предизвикаа заматеност на водата за пиење во Тетово за неколку пати над просекот. 2 дена важеше препораката водата да не се консумира, да се употребува флаширана вода или да се преврива. Матноста на водата во градската водоводна мрежа на Гостивар е двојно повисока од дозволените граници, поради што продолжува да важи забраната за пиење. Водата се замати од последните обилни врнежи од дожд. Гостиварци се уште не смеат да ја употребуваат водата од чешмите за пиење поради матност. Во редните анализи што ги направи подрачната единица на Центарот за јавно здравје во Гостивар покажуваат заматеност двојно повисока од дозволените граници. Резултатите за микробиолошката исправност се во рамки на нормалата, што значи дека бактерии нема. Водата во градската водоводна мрежа се замати од последните обилни врнежи од дожд што го зафатија регионот. Резултатите излегоа физичко-хемиски дека постои одредени параметри зголемување, пред се матноста е зголемена на анализите, додека другите параметри беа добри. Исто така микробиолошки анализи направивме и тие се, значи, одговараат. Микробиолошките анализи одговараат на законските прописи. Значи проблем е матноста која се зголеми поради врнежите, обилните врнежи и се надевам дека овие денови ќе се стабилизира тоа. Која е вашата препорака моментално за водата? Водата од градскиот водовод поради зголемената матност не се препорачува за пиење, евентуално може со превривање и ладење на водата да се конзумира, меѓутоа сепак така свежа вода не препорачуваме да се пие. Последните резултати на испитувањата на водата се од денеска и тие покажуваат зголемена матност. Слична е состојбата и во селата. Да, и од селата, значи околните села направивме анализи и тие и кај нив постои зголемена матност, значи се работи за пореметување во целиот регион и тоа е, значи тоа е состојбата, така да се надевам дека ќе се стабилизира за наредниот период. За да може повторно да се дозволи за пиење водата, треба да се добијат 3 последователни резултати од анализи со параметри кои одговараат на законски пропишаните.
Обилните врнежи од минатите денови предизвикаа покачување на нивото на водите во регионов. Дали и каква штета претрпеле земјоделските култури заради врнежите? На оваа тема разговаравме со раководителот на оделението за Полошкиот регион на Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделието. Јануари е период кога најмногу се очекуваат врнежи од снег, но во изминатите 2 недели регионот беше зафатен од влажен бран, па се соочивме со секојдневни обилни врнежи од дожд. Како сето тоа влијае на земјоделството воопшто, дали земјоделските култури претрпуваат одредени штети кога нивоата на водите драстично се зголемуваат. Првата штета е тоа што со излевањето се нанесува разен материјал што го носат водотеците и со тоа се менува структурата на почвата, а истовремено се губи и квалитетот на самата почва. Се разбира и самата култура, зависи која култура се наоѓа на тие површини, има одредени штети, а штетите најповеќе се одразуваат доколку водата остане да лежи подолго време, затоа што знаеме дека со заливањето на тие површини од водата и ако подолго време лежи, доаѓа до задушување на култури, а особено тоа е пример кај житните култури. Додека кај овие другиве што се култури овошни насади, тие се во мирување, не претрпуваат некои штети, но ако и тука остане подолго време водата, може да дојде до кореновиот систем да се олабави, па од ветрови да овоштите настрадаат некако. Од оделението за Полошки регион на Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството информираат и за советите кои им ги препорачуваат на земјоделците за заштита од последиците од неповолните временски услови. Им советуваме на земјоделците, пошто тоа е секоја година може да се појавува, да не сеат или да ги обезбедат тие површини со одводни канали, за да може во случај на доаѓање на поголема количина вода да таја преку одводните канали бразди се одлее водата во одредени канали каде што се за одводување. Другата мерка е да се прават насипи, да се затворат тие критични места од каде што доваѓаат опасност од излевањето на водата. Ако почвата е добро обработена или ако нема високи потпочвени води, нема да дојде до голема опасност, додаваат од агенцијата. Сепак временските услови не се стабилни и може да дојде до нагло заладување, па заради надојдените води од врнежите да се случи замрзнување и оштетување на житните култури. Трошоците за живот растат, вредноста на синдикалната кошница се зголемува. Според пресметките на синдикатот, само за основните потреби на едно 4-члено семејство во земјава, потребни му се околу 550 евра. За да ги подмири основните трошоци, му фалат околу 50 евра на едно македонско семејство во кое двајца вработени земаат минимална плата. Според пресметките на Сојузот на синдикатите на Македонија, трошоците за живот растат, така што вредноста на синдикалната кошница за месец декември 2020 изнесувала 33.696 денари, што е за околу 1000 повеќе од истиот месец претходната година. Тетовци во анкета се согласуваат дека примањата во семејството едва истигнуваат за сметки и за храна, а за дополнителни трошоци не останува ништо. Испод 30 ништо не одговара, да ви кажам искрено. Ние живиме со 15.000, ама ние знаеме како. Со една пензиичка мала тоа е. Тројца сме. Иначе испод 30.000. На што најмногу се троши? Знаеме шо. Прво да ги подмириш сметките, второ да се земеш за јадење, друго нема. Останува ли за некои задоволства? Тешка работа. Задоволство дома ќе се земеш, ако има ќе пиунеме, ако не, исцелим. Па на 30 би требало. Иначе сега со минималниве плати ништо апсолутно.
На што најмногу се троши? Највише се троши за јадење. Еве сега празници, плюс тоа поиќе. А највише мислим на јадење, не да мислим и тоа е всушност точното. А останува ли нешто да се заштеди или некој Апсолутно не, апсолутно не. Не, колку да штедиш, да се трудиш, апсолутно не. Ако заштедиш одедно, иди по аптеките тамо. Дужен и така. Сега скупо се, што ќе земаш скупо е. Или струја и телефонот е. Најмалку 300 евра мора да има. На Или што повеќе. најмногу се троши во семејството? Па не знам, зависи како купат они. Месо не може они да земат, зашто нема паре. Треба паре да имаш па да земат, па да трошиш повеќе. Само лепот или нешто што може да јаде. Инаку, според пресметките на синдикатот, најмногу пари се трошат на исхрана и пијалоци – 14.078 денари и на домување 10.817 денари. За хигиена еднопросечно семејство одвојува 2386, за превоз 2464, додека за облека и обувки 2159 денари. Најмалку се одвојува за култура, односно 1066 денари, и за одржување на здравје 724 денари. Наталитетот посилен од ковид-пандемијата во Гостивар. На гинеколошко-акушерското оделение во Гостиварската болница лани се родиле 583 бебиња. Споредено со 2019-та има намалување, но тоа не е поврзано со актуелната состојба. Туку е тренд кој трае изминатата деценија, велат лекарите. Бебешкиот плач не престана да се слуша на гостиварските простори ниту во пандемската година, што ја оставивме зад нас. Наталитетот го победи ковидот, барем судејќи по бројот на новороденчиња, со кој Гостивар ја заукружи 2020-та, и тоа вкупно 583. Споредено со 2019-та има намалување, но тоа не е поврзано со актуелната состојба, туку е тренд кој трае изминатата деценија, велат лекарите. Споредени бројките од 2020 сме имали општо 583 раѓања, а 2019 имавме 622 раѓања, што во сушност би значило дека со 39 раѓања сме помалку од 2019 и 2020. Тој тренд продолжува постепено од година до година да паѓа, но земајќи го предвид каква година поминавме на пандемијата, мислам дека бројот не е драстично намалено. Значи, сепак можеме да констатираме дека ковид кризата не е причина за намалувањето на бројот на раѓањата. Пандемијата внесе многу промени во работењето и функционирањето на гинеколошко-акушерското оделение, со оглед на задолжителните протоколи за заштита од коронавирус. Од неодамна, брз ковид тест е задолжителен за секоја родилка пред да се изврши породувањето. Ние моравме да се придржуваме на тие протоколи, а тоа не беше толку лесно да се, пошто првпат се соочуваме со таква пандемија, светска пандемија, која општо зето и не ја знаевме во суштина што точно излегува од неја, немавме доволно информации, но лека по лека од ден на ден почнавме да ги сватнаме по-сериозно тие работи и да се однесуваме по-професионално кон пациентките. Сега моментално ние веќе располагаме со тестови, која секоја една трудница, значи пред носење во операционна сала имаме брзите тестови, порано ги немавме тие тестови и не можевме да дознаеме, може да се чека 3-4 дена за да дознаваме дали пациентката е позитивна, а сега за 15 минути добиваме таква информација, што во сушност значи дека ние сме посигурни при секоја манипулација со таква пациентка или пак кога има таква симптоматологија, ние сме брзи во резултатите. Евиденцијата на гинекологија во Гостиварската болница покажува дека лани 267 од раѓањата биле со царски рез, додека 316 спонтано. 6 родилки се израдувале со близначиња. Во првите 2 недели од новата година во Гостивар се родиле 13 бебиња.
Православните христијани вечерва ја дочекуваат Стара Нова година. Во текот на утрешниот ден се слави Василица и се јаде комат или погача со паричка. Нашата екипа утрово го регистрираше процесот на подготовка на традиционалните погачи. Годинава и покрај пандемијата интересот кај граѓаните за нарачка е доста изразен. Православните христијани, чии цркви го користат јулијанскиот календар, вечер ќе ја пречекаат православната нова година, која почнува утре на празникот Василица. Традицијата подразбира месење комат, во кој се става паричка, бидејќи се верува дека на оној на кој ќе му се падне паричката, ќе го следи среќа во текот на целата година. Некои подготвуваат дома, а многумина и прават нарачки во пекарите. Утрово се упативме во една од нив, за да доловиме како се подготвува традиционалниот рецепт. Оттаму велат дека побарувачката секоја година е голема, но годинава заради пандемијата ги нема нарачките од рестораните кои на 13 јануари секогаш организирале дочек. Претежно секоја година, дури се случува некогаш и да биде многу голема побарувачката и да се враќаат одредени. Гледаме да нема такви случаи, зашто сепак денот е таков, муштериите мора да ги услужиме, се случува некогаш да има малце каснење, но мислам дека најдуваме на разбирање. На 13 најчесто нарачки правеле рестораните кај што има прослави, затоа што нели се дочекува вечерта Стара Нова година, а за дома нарачуваат на 14. Годинава нема, значи нема за на 13, зашто нема ради ситуацијата со короната што е, нема нарачки, нема прослави да има. Претежно се за на 14 за дома, да се обележи традицијата во домашни услови. Зависи од муштериите, некој сака да биде колпите, некој сака да биде стандардна бурек тепсија. Зависи од самите муштери. Утре на 14 јануари православните верници го слават споменот на Свети Василий Велики. Бил многу популарен меѓу народот и лесно ги придобивал луѓето за христијанската вера, поради што бил наречен Втор Павле. Умрел на 14 јануари 378 година. Среќни празници, среќни новогодишни, божични празници, да помине ситуацијава што побрзо се вратиме во нормала и ви посакуваме се најдобро. Полицијата регистрирала физички напад во Гостивар, случај на незаконит лов и сообраќај на несреќа во Горно Седларце, во која е повреден пешак. Слушнете ги информациите од полицискиот билтен. Во текот на изминатото деноноќие за неносење заштитни маски на вкупно 96 лица, 42 од Тетово и 54 од Гостивар, изготвени им се прекршочни платни налози согласно член 6 од соодветната владина уредба. Во овој период на Тетовско-Гостиварското подрачје на 19 лица од Тетово и 3 лица од Гостивар изготвени им се нови решенија за изолација од Државниот санитарен и здравствен инспекторат, а контроли им биле извршени на 207 лица од Тетово и 129 лица од Гостивар со вакви решенија. Вчера вечер околу 22 часот и 45 минути на улица Ленинградска во Гостивар, полициски службеници на Оделението за внатрешни работи Гостивар лишиле од слобода 20 годишник од Гостивар, кој претходно во два наврати на улиците Мара Угринова и Јана во Гостивар физички нападнал 22 годишна гостиварка. Тој бил задржан во полициската станица Гостивар за расчистување и документирање на случајот, пошто против него ќе следува соодветен поднесок. Вчера околу 13 часот и 20 минути полициски службеници на СВР Тетово лишиле од слобода 65 годишникот Тетовско Глоѓи поради сомнение дека на шумски пат во атарот на селото Јелошник поставил две метални сајли за лов на дивеч и со тоа сторил кривично дело незаконит лов, согласно член 228 од Кривичниот законник. Тој на местото бил забележан од ловочуварите и е задржан во полициската станица Тетово за расчистување и документирање на случајот и против него ќе следува соодветен поднесок. На локалниот пат во Тетовско Горно Седларце вчера околу 17 часот
часот и 40 минути патничко моторно возило со тетовски регистарски ознаки, управувано од 46 годишникот Тетовско Теново, удрило во 27 годишен пешак од ова село. Повредениот пешак пренесен е во Тетовската клиничка болница за укажување на лекарска помош, а увид на местото на несреќата извршила екипа од СВР Тетово. Фудбалскиот клуб Тетекс со 4 нови фудбалери ги започна подготовките за пролетниот дел од сезоната во втората македонска фудбалска лига Запад. Фудбалскиот клуб Тетекс денес ја имаше првата прозивка со што беше означен старт на подготовките за пролетниот дел од првенството во втората македонска фудбалска лига Запад. Тренинците во моментов ќе се одвиваат на терените во Тетово и Тетовско, а потоа ќе следи главниот дел од подготовките во Охрид. Почнуваме тука во Тетекс, во наредните 2 до 3 недели ќе одработиме првите базични припреми тука во Тетово, а после тоа во разговор со управата мислам дека е договорено да се замени на 10-дневни подготовки во Охрид, каде би се одиграле неколку надпревари и би се искристализирала екипата. Почнуваме тука базични припреми, најтешкиот дел за играчите, меѓутоа една основа која што ќе не држи во текот на целата полусезона, да го подобриме она што го имавме како пех и се надевам дека со една добра подготовка со подолг период во играње на екипата ќе бидеме таму каде што посакуваме, а тоа е Тетекс да биде минимум во горниот дел на табелата. Кои се амбициите на клубот за оваа полусезон? Па знаете како и од првиот момент кога дојдов, рековме дека Тетекс нема место да биде на долниот дел од табелата. Прво треба да го отстраниме тоа, да се приближиме од средината, а дај Боже со добри резултати се дигнеме барем да стигнеме до 6-та позиција, каде што ќе биде една добра целина во однос на тоа како започнеме да завршиме добро сезоната. Како стои Тетекс на трансфер пазарот до сега? Природниот рок се уште не е официјално започнат, меѓутоа има нови фудбалери на подготовките. Да, веќе земавме 2 играчи, 3, Дими Иванов, Ринор и Божидар. Тие се млади репрезентативци, Димитар е и бивши играч на Тетекс. Се надеваме дека она што не го остал како впечат во првиот негов период тука, дека ќе го поправи. Се работи за добар играч, преговара му се со неколку играчи, чекаме искусен напаѓач. Нема да откриваме нели се дека не се заврши. И мислам дека тука би се завршил тој ростер, затоа што задоволни сме од тоа што го покажа останатиот дел од играчите и со ова што го комплетираме ќе бидеме супер конкурентни за горниот дел од табелата. На првиот тренинг присутни беа 4 нови фудбалери. Ринор Ајдини и Божидар Митревски кои од претходно беа представени на јавноста, како и Александар Пановски кој пристигна од екипата на Слога Виница и Димитар Иванов од екипата на Осогово од Кочани. Очекувањата се да има подобри резултати од минатата полусезона, да се избориме за опстанок и од следната сезона да биде многу подобро и многу поубаво. Веројатно имаше и други понуди. Искусен играч, си играл во многу екипи. Зошто се одлучи баш да дојдеш во екипата на Тетекс? Па да, имав неколку понуди. Одбив само заради тоа што тренерот ми понуди убава програма, убав план за цела полусезона и најмногу тоа беше клучниот фактор да дојдам во Тетекс. Екипата на Тетекс есенскиот дел од сезоната го заврши на 8-та позиција на второлигашката табела со 13 бодови. Во продолжениот сезоната Тетекс ќе води борба за опстанок со конкурентите, но не е исклучено со неколку врзани успеси да фати приклучок и кон средината на табелата.
Ви благодарам на вниманието со кое не следевте. Пријатно!